Шукар Рад Ромален. Добро вечер на сите. Ми представува особена чест и задоволство што можам во мое лично име, во името на нашата политичка партија Демократски сили на ромите, во име на општинската организација на нашата политичка партија во Шуто Оризари и председателот Мусли тука со нас, да ве поздравам сите присутни членови, активисти, тркачи, ојне што придонесуваат за гласањето за нашата политичка партија во коалиција со ВМРО ДПМН. Да ве поздравам од се срце. Особено сакам да го поздравам подпредседателот на партијата на ВМРО ДПМН Владо Мисајловски Кендо. И исто така сакам да го поздравам пратеникот во Собранието на Република Македонија, господинот Бојан, кој го следиме често на медиумите, и би сакал секако да ги поздравам подпредседателите на партијата Демократски сили на ромите, генералниот секретар и целата структура на председателството, на централното председателство на нашата партија. Она што на почетокот сакам да го потенцирам. Ние сме политичка партија која секогаш ја говори вистината. И секогаш ја викам, ако ги следите моите говори, дека ние се сериозна политичка партија. Ние не лажеме, не правиме долавени, не ги играме нашите роми. Значи тука, сите што са присутни се во Шуто Оризари. Освен подпредседателот на партијата Свети Николе, нормално гостите двајца и Кашми, подпредседател на партијата. И јас сум роден во Гостивар, ама живеам во Шуто Оризари. Имам карта Индира Ганди број 56. Значи сите од Шуто Оризари се. Посебно сакам да ве поздравам сите од Шуто Оризари и да докажем на јаничарите, шпионите, оние кои не мислат добро за ромската заедница во Шуто Оризари, да докажеме на оње душмани кои са против оваа коалиција, дека ние сврсто решивме дека ќе победиме на престојните парламентарни избори, кога и да се случат, и со голема разлика. Верувајте ми, горе-доле, јас секогаш ги погодувам на изборните резултати. Исто ќе биде на овие избори парламентарни, каде коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и председателот професорот доктор Христијан Мицковски, кој ќе биде премиер, и сите ние ќе учествуваме и во законодавниот дом, и во извршната власт, и во сите останати функции кои ќе бидат доделени на нашата партија као коалиционен партнер. Значи, не сакам да се повторувам моите соработници, подпредседателите и генералниот секретар кои го кажа, дека ние навистина сме на маргините на општеството. Во една конференција во Берлин, тоа беше Светскиот конгрес на ромите, и мислам дека е привилегија да се учествува таму, и јас за прв пат присуствував и се донесе заклучок, и сите беа изненадени од она како Македонија ги решава проблемите на ромите во нашата држава. Ние сме пример за многу состојби каде правиме навистина влез на нашата ромска заедница во институциите на системот. Ја не сакам во тој дел да се задржам, многу пати зборувам, меѓутоа, она што сакам да го потенцирам, лојалноста. Оваа политичка партија од 2003 година и е првата политичка партија во плурализмот која со ВМРО ДПМН коалицираше. И од тогаш до денеска, и ако мене лично ми беше понудено да останам директор во дирекцијата за заштита и спасување и другиот директор во Државниот комунален инспекторат, ние останавме свесно во позиција, бидејќи прво ја и сите вие не сме оње политичари кои се продаваме за одредени функции. Ние не сме трчачи по власта. Тоа го покажавме и сега.
кога ние ќе победиме, кога ќе дојдеме ние на власт, истите тие што побегнаа од ВМРО ДПМН, ги знам на прсти сите партии, истите тие ќе бараат да влезат со нас во коалиција. Ние не сме таа партија. И мојот авторитет, мојата гордост не дозволува да трчаме од партии по партии. Останавме лојални, каде што ја лично имав многу проблеми. И секое моје излегување на медиум бев нападна. Повикуван и во полиција, и во финансиска, и во други места, ама фала на Господ, ја не се откажав. Не се повлеков и еве зборувам и сега, и утре ќе зборувам, ја имам гордост. И моите соработници се поштени луѓе, остануваме тука. Јас само еден мал пример. Кога беа преговорите со ВМРО ДПМН, генералниот секретар или неколку соработници од партијата му ги зема, не сакам името да му го спомнам, тој е во другата политичка опција, му ја земавме цела партија, цело преседателство и пред преговорите се сеќавам ја, имаше пресконференција. И отиде, ние му направивме на жалост, не го разочаравме многу, отиде сам коалицираше со СДСМ. И после, бидејќи немаше никаква ромска партија, човекот доби све доби, сам доби. А ние останавме и во лошо, и во добро во ВМРО. Ние знаеме тоа дека нашиот коалиционен партнер ќе го цени тоа, ние знаеме дека тоа го почитува и не сакам премногу така да величувам работи. Меѓутоа, со ВМРО ДПМН започна она јас често што ја спомнам, обштествено, економска, културна и политичка ренесанса кај ромската заедница, односно влез на ромите во институциите на системот 2006 година. Значи, првите вработувања започнаа со ВМРО ДПМН во администрацијата. Нула вработени во администрација, само имавме чистачи, чувари, кувари, курири. Јас се сеќавам во суд бев адвокат. Значи, со ВМРО ДПМН ромите добија многу време, треба да зборувам 2-3 сата, за да ги образложам сите предизвици кои ги реализирам. Значи, она што сакам во пократки црци да го потенцирам, престојат парламентарни избори. Значи, ние као партија работиме 365 дена. Значи, не постои населено место каде што јас и моите најблиски политички пријатели, соработници од партијата, од председателството, и Горан Освети Миколе, подпредседател на нашата политичка партија, кој е лидер и на ромите со православна вероисповест, ја ги викам македонски роми нормално, и останати сите, ги посетуваме максимално сите населени места. Оваа политичка партија има 46 политички организации. Не само името тука, него со структура, преседателство, и тоа го докажавме на минатата година, памтам дека беше јуни месец, протестот пред владата на Република Македонија. Додека некои вика, политички партии, во коалицијата ќе донесеме 30-50 автобуси, единствено која донесе автобуси 36 беше партијата Демократски сили на ромите. Вие ги гледавте. Значи, али воопшто не се согласувам дека ние сме помалите политички партии. Не. ДСР е голема политичка партија. ДСР, ако ево една изборна единица, пример како албанските, да е 5 и 6, ќе има 20 пратеници, сами ќе искочиме, или 3 пратеника ќе има. Ние сме во сите 4-6 изборни единици. Затоа ние коалицираме, тоа го правиме добро за нашата политичка партија, за сите оње кои не следат и кои не се со нас роми, и тие ги имаат придобивките, а добро и за нашиот коалиционен партија. Значи, го следев клипот и имаше изборна единица 1 или 2, 3, придонесува. Не, учествуваме
во формирањето на последниот пратеник. Например, жално е кога денеска ја ова го гледав клипот, во втората изборна единица не сме поминане за 132 гласа, во петката за 186 и во шестката негде за 130. Тоа е една голема катастрофа. Затоа, кога имаме избори, секој од нас е важен. Секое семејство е важно. Секоја улица е важна. Затоа ние со вас се пребројуваме, го ажурираме членството во Шуторизари. Вие сте оние кои влегуваат во општинската изборна комисија, во преседатели на избирачките места, членови, наблюдувачи и нормално тркачите по штабовите кои са. 2020 година имавме некаде околу 1700 гласови и бевме сами. И беше огранокот на ВМРО ДПМН со нас. 1700. А сите политички партии ромски овде заедно имаат 2500. Ви кажува нешто. Тие беа во власт, тие беа во екот на славата, да кажам, има сила, има така лошо однесување, ама ние пак извадиме 1700. Очекувам сега овде во Шуторизари ДСР ова што го прави, дали сте 250, дали 260, дали 300 тука, да го зголемиме оние активисти, сите на нашите фамилии да пренесиме дека ДСР е партија која и на наредните локални избори ќе има градоначалник. Тоа ви го зборувам од ова говорница и ќе утврдиме дека е така. На крајот, да не должам многу, значи би сакал да потенцирам дека демократските сили на ромите, општинската наша организација во Шуторизари, максимално ќе прави се, ќе доаѓа повторно по секоја куќа, по секоја личност, да разговараме за вашите потреби, за проблемите со кои се соочувате, за можностите кои ние и коалицијата можеме да ги решиме и верувам дека со доаѓањето на власт на новата постава на ВМРО, ДПМН, ДСР и другите коалициони партнери, дека ќе го измениме животот од почеток, нема да го чувствуваме ова што се чувствува сега. Нема семејство кое не е во криза. Значи, сиромаштијата кај ромите е посебна, не само што го допревме, го пробивме дното на сиромаштијата. Толкум затоа ние да се бориме, да излеземе на следните избори, дали ќе бидат воредни или редовни, и да ги добиеме сите оние права и слободи кои согласно законите, уставот, меѓународните акти ни следуваат. Уште една се извинувам ако многу зборувам, знам дека гори из земјата, викам ја и небото надвор е многу топло, денеска можда 39 во Скопје. Посебно сакам да ви се заблагодарам и во такви невозможни услови што сте сите тука. Од срце ви благодарам и ве поздравам.